Здраво, здраво, драги гледачи! Здраво, деца, родители, поблиски, подалечни роднини и пријатели. Добре дојдовте во уште една лол епизода во која ништо не е како што сме учеле на училиште, ама баш затоа е многу поинтересно и позабавно. Денеска ќе зборуваме за распуст, за патување и за географија. Ама онака, брза, детска и малце збунувачка. Ке дознаете нови дестинации за одмор, каде се скија, кога нема снег, зошто Берово е совршено место за спиење и како некои деца ги знаат сите знамиња на светот, а некои возрастни баш и не. Ке патуваме од Македонија до Канада, од Египет до Турција, од Швајцарија до Макпетрол. Без пасош и без куфер, само со детска логика и многу фантазија. Затоа сместете се удобно, одморете ја главата од факти и подгответе се за едно мало патување низ светот како што гледаат децата. Да тргнеме, 3, 2, 1. Сашко и Макпетрол. Јас да погодувам? Да, може. Ова е Германија? Да. Чекай, каде некст? Да, сега ќе го извадиме. Ова е Италија? Да. Алла. Ова е Катар? Да. И чекај да видиме. Ова е Франција? Да. А ти од кај си? Од кој град? Германија. Од Германија? Да. Од стварно? Да. Таму живееш во Германија? Да. Што збори, во кој град бе? Во Германија. Во Германија, така? Да. Добро. Не, мислам во кој град? Во Германија. Или ти си во Германија? Ја там живеам. Аха. У зграда. Во зграда, каква голема? Да. Има други луѓе? Они се брз нас. Што се? Само не тропат горе. Како е ке тропат? Во Германија толку некултурни да тропат? Горе они живеат. Ова знаеш чие знаме? Да. Ова е на Скопје на паркови и зеленило. Исти вакви листови има во парк. Си бил во парк? Да. Па не си видел вакви листови? Па не сум видел црвени. Добро ти е, се така ги изфарба. Па кај има вакви црвени јавори, овие, што е ова? Што ова лист? Листот, што е овој лист? Од какво дрво? Од зимзелено или од листопадно? Или не сте учеле уште тоа? Не сум учила. Колку години имаше ти? 5. На 5 години ти ги знаеш сите овие знамиња. И ова на која држава? Ова е Канада. Да. Па леле бе, леле. Знаеш че е ова? Ова е знамето на сообраќај и патишта. Не. Па гледаш дека има автопат, овака е за раскрсници е ова. Нешто со раскрсници, не знам. Сообраќајна... Ау, автошкола имаше една ваква, а? Ова е Норвешка. Сакаш да падне снег? Сакам. Па нормално. И што те до сега имаш доживеано со години уназад снег да падне. Што правиш ти на снег? Првам топки од снег сегде ги чекам да се истопат. Такви работи интересни правиш ти. А не трчаш брзо на снегот, да скијаш брзо, да се санкаш. Ке скијам на лето. Ке скијам на лето. На лето? Аха. Зошто на лето? Не, на зима ке скијам. Ке скијаш? Аха. Кај скијаш? Па тука во Битола на планините. Која планина беше таму Битола? Па не знам. Не ти текнува тоа? Негде кај Гргули, близко. Каде, кај? Кај Гргули, не. Кај Гргули? Близко. Што беше тоа Гргули? Една бања. Бања Гргули, па таму се скија. Ти што мислиш нашава земја Македонија, по што е најпозната во светот? По споменици такви работи. По споменици? По традиционални јадења. Така ли? А што да предложиме нешто во светот да направиме кампања? Уште попозната да видиш. Што да направиме? Хамбургер. По хамбургер? Да. Да им кажеме дека хамбургер е од тука, од Македонија. Да. Таква финта да им направиме? Да. Браво, бе, браво.
Ајде да видиме што е ова. Ле, ова, кој не го знае ова? Ова е најинтересно. Види какви бои има. Јаки бои. Јамајка? Да. Јамајка, ја татко. Ова, Јапонија? Да. Ова, Кое беше ова знаме, ова? Не може да ми текне ова знаме. Покажи го на камера таму да видиме. Знаете, го гледаме ли? Го гледаме. Ова е Македонија. Да. Така ли? А нашето знаме, бе. Браво. Ова? Ова е Англија. Не. Чекај да погледам. Ова е Белгија. Не. Како мен? Ова, секите, јас знам. Јужноафричка република. Не. Не, Австралија. Не. Канада? Не. Америка. Не. Ова шах има тука некој шах. Кај играат многу шах бе во Русија, да не од Русија. Не, ова не е Русија. Па која е оваа земја? Која е оваа земја? Чија знаме ова? Ова на Хрватска. Па Хрватска бе, Хрватска бе. Ти ги знаеш сите. Ова сега ќе ме зафркнеш. Чекај. Ова беше на Малта. Не. Не е Малта. Ова е Полска, да не? Да. Ти што сакаш да бидеш кој прв? Пилот. Пилот? Многу интересно. Зошто би сакал пилот да бидеш? За летом со авиони. А си летал со авион? Сум летал во Холандија, во Италија, Турција, Канада. Толку далеку си бил со авион? Да. Ле, и што правеше тоа? Многу сати до Канада? Па многу. Што правеше во авион? Па тогаш бев мал. Тој беше мал, па не Да, не и сеќаваш. бев и во Данска. И во Данска се бил. Но тогаш не бев роден уште. Не беше роден и отиде за Данска. Да. Аха. И тоа не го памтиш, или се сеќаваш на Данска? Многу малку. Многу малце, па кога не си роден е многу непријатно, нели? Да, Не си- мама ми покажа слики. Аха. Ептен, значи тоа одамна било. Да. Па сега колку години имаш? 7. 7 години. Значи тоа било пред 8, така? Да. Да, тоаш не се било, да. Што викаш, татко ти не е тука? Не е така. Каде е? Во Чиле. Што прави? Во Чиле? Далеко е тоа? Да. Што прави таму? Шета у градчето. Во градчето. И друго? И плива во океанот. Во океан плива. Немој страв. Не, ама он живее во шатор. Зошто? Така. Така одлучил во шатор да живее. А зошто отиде во Чиле? Само за во градчето да се шета? И друго што правеше? Кај отиде тој во Чиле? Во планината таму? Има шатор? Не, таму доле во едно езерце. Аха. Ама чекај, не ми кажа дека го качил највисокиот врв? Така беше? Затоа отиде таму? И што ќе ти купи нешто сега од Чиле? Што? Капче. Капче? Вакво како моето? Па какво? Друго. Друго капче? Ти му порача? Не, он ке ми купи. Тој ќе одлучи, така? Така. Каков јазик зборуваат во Чиле? Чилски. Не, Па како? како нас зборуваат. Исто како нас се зборат. Па значи татко ти нема гајле таму. Само од Чиле се вика земјата, така ли? Се зборат како нас, па зна. А ако падне снег, што ќе правиш прво? Ако падне снег, Маврово. Маврово? Маврово. Што ќе се прави во Маврово? Па не знам, ќе учам да сноубордам. Борд. Сноуборд, као Да, сноуборд. А на ски? Возиш ски? ски. Ски? Не. Научи ски, не. Но тешко е ски. Не бе, ски е полесно, јас мислам. Па, не, Ама ти си сноуборд е- режен на даска да научиш, Да, така? Браво е. Ова? Па ова е Шарпланина овдека. Ова е Шарпланина, значи ова е знамето на Тетово. Не. На Гостивар? Да не е другата планина, Бистра да не е еднак. Од Дебар да не е нешто натака, Кораб. Маврово, знамето на Маврово? На Охрид има езеро доле и реки. Охрид е? Не, ова
Охрид. Не е Охрид. Ти дали знаеш дека јас во оваа земја сум роден? Ова е Словенија, сега ми тек. Да, бе, Словенија. Да, ова е Словенија, бе, Сашко, бе. Што ти е, се? Еј, ова знаеш че ја знам? Да. На Мак Петрол. Ова на Мак Петрол знаеме тоа жолто и плаво. Да, А? да, не ме Е, па на Мак Петрол, гледаш како знам? Ова е Шведска. Знам дека е шведска. Ова е, сега ќе ти кажам ово че ја знам. Саудиска Арабија, Не, Обединети Арапски Емирати, не, Улуату, не, Индонезија, не, Малезија, не, Сингапур. не. Па знам че. Ова да не е на Турција. Да. Абе, Турција. Што ќе правиш на распуст? Ќе збориме и танцуваме. Ќе зборите и ќе танцувате. Па да. Не распуст е слободен ден. Слободен ден. На распуст е слободен ден. И што се прави на распуст? Тоа се прават работите што сакаш. А ти што би сакал да правиш? Па јас сум многу закачен на интернет. Што правиш на интернет? Па гледам видеа и работи. Кои видеа, какви видеа гледаш? YouTube. Јутјубери. Аха. И што прават тие јутјубери? Па играат популярни игрици, играат глупави видеа. Глупави видеа. Аха. И ти ги гледаш. Глупави па ги гледаш, така. Јутуберите некои гледаат други видеа. Јутјубер, ти гледаш видеа како некој гледа видео, а? Аха. Слушај, сега уште малце ќе идете на распуст, знаеш? Да, идеме на 25-тинија. Каде? На 20 се напушаме, идеме во Турција. Во Турција, Да, во Истанбул идеме. во Истанбул ќе се шетате? Да. Еј, браво. Ти си бил претходно во Истанбул? Имам многу. На аеродром имам околу 40 пати. Каде? На аеродром. Во Турција. Да. Ама чекај, на аеродром, тоа не си бил во Турција, ти внатре Во Турција имам идено, мислам, 5 пати. Стварно? Во Истанбул? Да, во 5 пати. Ау, што ти било најубаво таму? И кога имаме за шетање, мене ме не мога да шетам кога има некои таму ко парти. Тој ме не мога. Парти као забава? Да. Си бил на забава таму, а? Ке идам сега, мислам, секи идеш? ден бе. Ау, каква забава се случува таму? Што има? Ке играт, мислам, ке прават. Исто кој Египет. Ау, да? Во Египет сме билени, а? Да? Што ти беше интересно таму? Во Египет? Египет, кога видовме пирамидите, имам идено качено на камила. Ја бев на камила. На Камила? Да, имам идено. Со, интересно беше? Да. Еј, браво. На море бевте после? На море имаме бања, ама многу е ладно на море. Каде? Во Египет. Во Египет, во море ладно. Да, ладно е. Ама за сега, веројатно не. Се ладно. Па добро, може па и сега е топло во Египет. Во Египет се видов дека е 30 степени. Па тоа е многу или малце? Многу е тоа. Многу е, 30 степени за зима, значи може човек да се бања. Да. А во Турција ќе ти е ладно. Да, во Скопје е минус и 5 степени, 6. Да, бе, да, видов. Ова знаеш ли што? Да. Овие се оние што помагаат на луѓето, Црвен крст. Не. Само овие им се огранок бел крст. Е па кој е ова? Ова е Швајцарија. Швајцарија? Голема земја е таа? Не знам. Не знаеш? Не ти сум се- учела. Добро, не сте учели, ама знам името ги знам. Знаеш ли од чија знам? Не. Јас знам. Мак Петрол плюс Македонија. Значи Мак Петрол е од Македонија. Покажи го на камера да видат дека е така. Мак Петрол Македонија. Така се ти. Така? Па чија знаме? На Романија. На кого? Чија? Чија знаме? На Романија. Романија. Петар, Што? ти си втор пат овде во студио кај мене. Да. А? Чекај, што ми кажа нешто интересно минатиот пат? Што беше? Ми дозволи наставникот да спијам кај него. На час што ти дозволува да спиеш наставник. Да. Па тоа е најдобриот наставник. Знам, ама си отиди, сега ни ставија нова наставничка и сега и ова си отиди и сега нова ни ставија. Зошто ги минува толку? Не знам, само ни менат 2 години поминаа, ова ни е трета наставничка. Што збаже? Да.
Чекај, него да не му се налутија дека ти дозволувал да спиеш. Не помина 11 денови, он оди во друга училница, па после оваа наставничка оди во нова школа и оваа сега дојде пред неколку денови. Ти дава да спиеш на час? Уште немаш заспано. Уште не го знам ни името, не знам. Како бе не знаеш, па немавте часови? Не си отидов во 12 и не. Ти си отиде? Да, само... Ти се приспа? Да. Ти се приспа и си отиде дом? Не, само си отидов дома. Дека требаше да одам за Беров. Кај да одиш? За Беров. Знаеш ли ова кој е? Да. Ова е фудбал, како се викаше ова? Фудбалска топка. Ја имам видено оваа фудбалска топка. Не е фудбалска. Ова е еден на фудбалски клуб. Ова е фудбалски клуб Беласица. Ова е Бразил. А Бразил, па добро би, таму има фудбал најмногу така. Па најдобрите фудбали. Кали цела како топка, а? Па да, јас мислев, знаеш, фудбалска топка имаат на знамето, бе. Многу интересно. Бразил, како ги запамти. Кој ти кажа овие знамења да ги памтиш? Да видиме што е ова. Најдобриот фудбалер од кај? Од која земја? Моментално најдобриот фудбалер. Кој е најдобар фудбалер? А, знаеш некој фудбалер? Светски? Познат? Кој? Од овде? А да. Роналдо е. Па Роналдо, бе, Португалија. Роналдо, За Берово, што правиш во Берово? Стигнем и излезам, се вратам дома, спијам и си го повторам денот, излезам, се вратам. Може би ми дојдат братовчедите на гости. Ова тебе тоа ти е главно. Ќе идеш, ќе си дремнеш, одиш дома, излегуваш малце, се враќаш, пак и си поспиеш, така? Тоа и во Берово. Да. Па што беше до Берово, можеш истото у Скопје да го правиш? Или у Берово поубаво се спие? Нема разлика. Во Скопје е поубаво за ако сакаш нешто да купиш за шетање, за купување, ама во Берово е подобро за шетање. Значи двете се различни. Аха, и што си купуваш тука во Скопје дека е подобро? Па тука има повеќе продавници. А зашто па ти треба тебе? Тука има Джамбо, Сити Мол, таму 2-3. Што нема Таму мол продавница да најдеш ке си реток. Стварно нема продавници во Берово. Па Добра, ама има за шетање. И кај се шеташ во Берово? има едно место, се вика Чаршија, исто како тука. Аха. Само има плоштад. Окаф. Има тука продавница. И цело време сум таму со братовчедите. Или се возиме со тротинети, или се маваме лево десно, или трчаме брканица, криенка. Ние се правиме на тоа место. А, значи сепак сте правеле друго, не само да спиеш. Ти прво ми рече одам, спием, си легнам, станам, па си легнам. Па јас највеќе сакам да спием. Па дечки, тоа беше нашето денешно патување. Без авион, без пасош и без мапа, ама со многу фантазија, смешни спомени и незаборавни моменти. Јас си поминав ептан убаво, научив неколку нови знамења и многу посакав и јас сега да сум на распуст. Нема поубав период од тој. Многу слободни денови, си одмораш дома, си гледаш филмови, си шеташ. Милина, се надевам дека убаво вие се насмејавте, дека барем малку ви се прошири географијата и дека свативте дека децата често знаат повеќе отколку што ние мислиме, а ние возрастните понекогаш знаеме премалку. Фала ви што не гледавте и се надевам дека ќе дојдете да не дружите повторно и наредниот викенд. Исто време, исто место. Чао од мене, останете насмејани. So Sashko i so Marko